Сигурниот датум за старт на преговорите за членство во Европската унија веќе не е сигурен. Иако во текот на целата референдумска кампања, наративот на власта беше дека со изгласувањето на преспанскиот договор, Македонија во јуни оваа година ќе ги започне преговорите со ЕУ, вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи вели дека сега не можеме да бидеме сигурни во тоа. Според неговите зборови, Македонија сега е во трка со времето, а со овој негов став се согласува аналитичарот Петар Арсовски, кој во разговор за Алфа предупредува дека ова е можеби последниот воз за почеток на преговори, со оглед на скептицизмот околу проширувањето на унијата, кој посебно изразен кај Франција. Според Арсовски, сепак шансите Македонија да добие датум се 60:40. Македонија во моментот води трка со времето со Европската унија. Имајте предвид дека во Европа следат избори сега во мај и дека најверојатно составот на новиот Европарламент ќе биде многу по-евроскептичен. Така што е прашање дали Македонија ќе го фати овој последен воз за почеток на преговори или ќе влеземе во нова тура на евроскептицизам. Истовремено е точно дека со договорот од Преспа ние сме ги отстрелили меѓународните пречки дека останува домашна работа. За разлика од Арсовски, поранешниот амбасадор на Македонија во Обединетото кралство, Ристо Никовски, вели дека шансите за добивање датум за преговори се речиси никакви, а дури да се добие истиот, тие би траеле веројатно 15 години. Иако би било добро Македонија да добие датум за почеток на преговорите, објективно шансите да дојде до тоа се минимални, скоро никакви, бидејќи познато е, а тој Бујар Османи вчера го спомна, дека францускиот председател Макрон јасно стави до знаење, нема проширување пред реформи во Унијата. Тој вели дека фундаментална грешка била што концесиите кои Македонија ги дала, не ги валоризирала во Брисел. Македонија требаше јасно и отворено да каже: господа, ние сме спремни за катастрофални решенија за оваа држава и за овој народ, али дајте вие гарантирајте ни датум за преговори. Иднината на СЈО е еден од најважните услови за евроинтеграциите, но политичките субјекти во државата се со различни ставови околу идното функционирање на обвинителството на Јанева, но и да се договорат, работите ќе висат. Договорот што ќе го постигнат партиите за СЈО внатре, кој може да биде и многу компромисен. Треба да го прифати Европската унија. Најскептични околу стартот на преговорите се Франција и Холандија, но и Белгија прецизно порача, оти само преспанскиот договор не е доволен за евроинтегративниот напредок на Македонија.